Добар ден или Христос воскресе, навистина воскресе, честит Велингден и нека ни се за многу години празниците. Вистински имав дилема дали новој најголем празник на воскреснувањето Христово и треба да мафтаме со фактите, ама од друга страна пак дали еден ден празнување или уште еден ден плюс се доволни за да ги потиснеме искушенијата на секојдневието, да не речам сите наши гревови. Сепак ќе зборуваме за фактите. Токму заради тоа денеска имам едно друго, нема да речам празнично издание на магазинот Ние, туку обид за една поинаква слика или приказна. Треба да биде во име на празникот, на вербата, на почита, секако без политика, ама ако секојдневието може да биде изолирано од политиката. Јас знам дека на литургијата велигденска ноќта се нацртаа многу политичари кои цела година не запалиле свеќе и не кажале фала ти Боже што сме живи и здрави. Знам дека Велигден главно ќе се сведе на велигденска мрсна трпеза, скари, вино, пиво, раки, јајца велигденски, а постот тоа е за обичните смртници. Тоа беше само, можеби, одрекување од храна, ама не и лоши мисли и најнакрај може ќе си најдеме оправдување во стилот лошо е што се погоди Велигден па пред изборие, па затоа не бевме докрај христијани. Но тоа е разликата меѓу формата и суштината, а суштината наша, овонеделна, не беше Велики четврток, петок, сабота и воскресението, туку политика и неработни денови. Еве дел од тоа ми е колку за почеток. Од многу математики Бранко се преигра, од Глигоров до Гечев, на крај Рада, ама пак не било сигурно, а можда и некој друг на Конгресот. Ај што нема нови луѓе, туку изгледа и тие не ги остава да се чувствуваат како лидери, макар и меѓу две пресконференции. И албанците во Македонија конечно станаа македонци. Мислам како македонците. Никој со никого не можеш да ги споиш за избори. Сергеј Лавров во Охрид. Тој не е ниту Путина, ниту Медведев, ама е трет човек, велат фалбаджиите, и дојде во Македонија. Ни донесоа папири, хартија за нашава историја. Името него давајте посочија по руски, а гледате кон Брисел заклучија по европски. Руска работа. Институтот за демократија и развој објави дека наградата за лидерство за минатата година му ја доделува на амбасадорот на САД Филип Брикер. Имено тој и неговиот тим за време на 2010-та покажале вредности на посебно водство во смирување на политичките тензии и сузбивање на појавата на насилства на политичката сцена и ја насочиле земјата да ги идентификува своите приоритети во агендата на реформите. Не е за Африка, за Македонија станува збор. Советот за радиодифузија изгледа ќе мора да го смени името во Радио и ТВ Конфузија или да ги укинат или да ги сменат луѓето. Друго нема. Честит Велигден, Христос воскресе, навистина воскресе. Само тоа е за радување од онаа што се гледа и што се слуша во оваа недела. Со години наназад се обидувам да поразговарам со архиепископот Охридски Македонски, со некои црковно великодостоинственици како за Велигден. И морам да признам, мене не ми успева заради тоа што велат медиумите многу ги напаѓали, поради тоа се правела и искривена слика за црквата, се давало простор на тие кои не ја заслужуваат, ама кога ќе им понудите да ја кажат вистинската слика, нив повторно ги нема. За ова издание на магазинот Ние разговарав со сестра Макрина од Беровскиот женски манастир, монахиња веќе 10 години, со благослов на владиката Наум. Отворено зборувавме од еден навистина поинаков агол и за црквата, и за редот и нередот, за политиката, да, за неа од една поинаква перцепција. Целта не ни беше таа црквата и политиката, туку нејзината доблест и готовност и патувањето кое е всушност почеток на оваа наша приказна. Дрвените звона на Велики петок сведочат за часот кога распнатиот Исус умира на крстот во 6-тиот час на денот, а завесата на Ерусалимскиот храм во истиот тој час се преполовила. Сонцето се замрачило, мртвите станувале од гробовите, а сите звона се распукале. Црковните камбани молкнуваат од Велики петок, денот на страдањето и смртта на Исус, се до недела кога првпат ќе се огласи радоста на Христовото воскресение. И така во овие велигденски денови се изнаслушавме и изнагледавме екранизирани приказни за смртта и воскресувањето на Исус. Безброј текстови од типот Исус со венец од трњена глава сам го носел својот крст до ридот Голгота, каде е распнат и каде умира барајќи прошка од Бога. Прости и моче не знаат што прават. И токму тоа ова последново има силна символика во денешниот амбиент, дали баш се
и дали може да се простува. Токму тоа и уште многу дилеми пред разговорот со сестра Макрима ме тера да мислам како да го почнам муабетот со црковно лице, некој кој имал храброст и сила да се откаже од ова наше секојдневие со сите пакости, ред, неред, љубов, страст, да се посвети на Бога на монашкиот живот. Имав дилема кои прашања, што би било пристојно, дали или како ја перцепира љубовта, здравот, спокојот. Што е слобода? Дали е доволно само молитва за да се победат искушенијата? Дали е доволен само Отецот за да се биде сигурен и заштитен? Од друга страна пак, нашите отци бегаат, а ако се тоа, треба да ги имаат одговорите. Заради вербата се разбира. Зошто се овие попатни застанувања? Секогаш застанувате овде кога ќе поминете? Да, секогаш. Зошто застанувате? Не знам, ради црквата, ради вера. Да, вообичаено. Зошто? Зашто имам као некој предчувство дека ќе ми помогне Света Петка за попатот. Како заштитник на водачите. Па Бога ми почесто застанува. Обавезно така ми е навика, си застанувам. Вода ќе си напојам, ќе се потврти, ќе се... И така. Се чувствувате подобро, Да. Подобро се Посигурно. Посигурно. Си веруваме ние во овие наши Божни работи, не сме подри и така. Го чистам на сите христијани на македонци, Великден го чистам. Среќен Великден нека е на сите. Увек кога ќе застанеме тука некако после многу ми е побо. Кога ќе застанеме, измиеме се полакнети некако. Се обидувам наместо вовед да прочитам еден текст на сестра Макрина која деновиве е објавен. Со едноставен наслов Воскресение. Таа вели: не е лесно убавите мисли и идеи да се стават во непријатниот контекст на која е било минлива, односно тековна реалност. Од друга страна, ако трчате наоколу со некаква ламба во раците и се правите на Диоген, повторно не е некоја кој знае колку среќна варијанта. Значи, треба да се изнајде златната средина на мудроста во која премногу нема да биде премалку. Патот до воскресението не е во временски скок во друга реалност, туку процес на континуирано зрење и себе надминување. Границите на можното се поместуваат и невозможното станува задолжителен дневен пансион на сите што имале храброст да поверуваат наспроти ветрот. Особено деновиве, кога политичкото мије во нашава татковина замирисува на етерно масло од нафталин, бледа сенка на поимот за некаква транзиција, по чиј притисок општеството се разболе од кила и стенка под тежеста на надоаѓачкиот пресврт кој никако да дојде. Сите што имале уши да слушнат, веќе одамна ги исклучиле своите ТВ приемници и во тишината на обичното секојдневие, незагадено од вулгарните медиумски притисоци, фрлиле котва во некој од блаженствата за кои што благовестеше Христос. Што е потребно да се биде среќен? Не е потребно многу, потребно е малку, скоро ништо. Нам ни недостига чувството за заедништво. Не треба да одиме едни против други, туку заедно кон. Во тековните премрежија за македонските работи не се знае што е потешко, да се молчи или да се одмолчува. Да се биде мудар и да се одбере вистинскиот момент, кога тоа што ќе се стави на маса, ќе има кој да го проголта, или да се зборува во ветер. Едно е сигурно, треба да се следи патот на срцето, а таму секогаш е оној, кој не засака толку многу, што и синот свој еднороден го даде за нас. Бог, кој стана човек, за да можеме полесно да видиме. Преку сите антропоморфизми низ кои тој низ нисходеше, дека без будност и свесност за неговото постојано присуство, нашиот живот е сенка на сонот, привид врз привид, затворен круг,
без излез. Како и да е, болеста мора да ги пројави сите симптоми за да може полесно да се лечи. Поделеност, непријателство, омраза, страф од другиот, воспаление или обичен вирус. Што и да е, не може да ја смали величенственоста на неговата победа над смртта, кога целиот космос ликува зашто он воскресна од како беше распнат. Стана човек за да го ублажи нашиот страф, зашто љубовта изгонува секаков страф надвор од срцето на човекот. Не се плашете, нема смрт. Господи Исусе Христе, помилуј. 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 Да можеше верата да има некаква физичка формулација. Ке речевме дека во зависност од незината сила, проблеснува и светли чудото над Христовото невидливо присуство во нашиве животи. Не се далеку од умот човечки зборовите на апостолот Тома, кога гледајќи ја радоста на другите апостоли, велел: додека не ги видам раните од клинците негови, и не го ставам прстот во раните од клинците, и не ја ставам раката своја во ребрата негови, нема да поверувам. Човечкото срце, најдлабоката и најтаинствена интима, е местото каде што се случува великденската објава за вечниот живот. Дојди, подај ја раката, провери дека Христос навистина воскресна. Црквата е изградена 1818 година и тоа има доста интересна приказна или легенда поврзана со начинот, како. Бидејќи во тоа време не само во Берово, туку и општо во поширокиот регион немало христијански храм, а не любиле турците на власт. И населението си одбрало делегацијата, повидни луѓе од градчето, кои што отишле да побараат од утјуматот во Радовиш дозвола за да се гради црква. И валијата, за да не ги одбие директно представниците на Берово да градат, им поставил 3 невозможни услови, мислејќи дека они нема да успеат да ги исполнат тие услови. И тоа рекол прво да биде изградена црквата под нивото на патот, така што поминува, покрај. Потоа да нема ознака христијанска, односно крстот да не се познава. И трето, да биде изградена за 40 дена. Тоа е можеби најтешкиот услов што го поставил. Меѓутоа, беровчаните успеале да ги исполнат сите 3 услови. Третиот услов за 40 дена успеале така што масовно учествувало во градбата целото население. Значи се собрале сите што биле способни за работа. Младо, старо, машки, женски, се. И кога било завршена градбата, кога дошле да проверат, се изненадиле, не очекувале. Уште еден блок реклами, а потоа за овој наш обид за една поинаква слика, нешто меѓу вербата, мирот, немирот, спокојот и она архаичното, дали Бог е праведен или само милослив. И сега не дека политиката смеа да ја анализираат само експерти, политички аналитичари, партиски војници, еве како се тоа личи од една поинаква слика, еден поинаков јазик, ама дефинитивно со искрен пристап, без фаќање страна, се само како поука. Како народ,
како ген страдаме од синдромот на жртва, бидејќи историски гледано, од секој пат сме биле во таква наводници подчинета позиција, почнувајќи од отоманците и продолжувајќи со сите наши балкански соседи, завршувајќи со најновата историја, односно со сегашноста и со тоа што денес ни се случува. Ако се чепне малце подлабоко во содржината на психолошката позадина, гледаме дека потиснатата енергија на жртвата резултира со состојба на пасивна агресија, што значи дека жртвата не смее да му возврати на оне што ја искористува, што ја малтретира, што ја мачи и било што, и заради тоа чувството на агресија го потиснува длабоко во себе, чекајќи некој погоден момент да избие на површина. Оваа потисната енергија не може да биде уништена или загубена, или било што, туку таа мора да биде пренасочена или со јазикот на христијанството преобразена. Агресивноста мора, доколку станува збор за култивирани општества, мора да се скроти, да се припитоми, односно да се облагородува, но тоа е нешто што треба постојано да се случува, не е нешто што еднаш се прави и се завршува со тоа. И сега специфично, например, со моменталната ситуација на план на социјално-политички настани во нашава земја, можам да речам дека во моментов страдаме од библискиот синдром Каин и Авел. Значи, ние сме се уште на ниво на старозаветна историја и се уште не сме како народ созреани за новиот завет. Например, во една братска европска земја, морето во вид на надворешен заеднички непријател ги обединило хавангјаните, ги хомогенизирало да станат едно и заеднички да ја пренасочат агресивната енергија, нели, што тие како жртва од морето им било наметнато, значи да ја преобразат во конструктивна борба со стихијата на водата. Или друг пример со германците, кои што после Втората светска војна, нели, од страна на целата светска јавност им беше набиен комплексот на жртва со Нирнбергшки процес и слично, или јапонците со Хирошима и Нагасаки, дека мораа да бидат казнети затоа што беа лоши. Значи, тие ни покрај ваквата ситуација на срамнување со земја, со помош на јака дисциплина, успеваат да преобразат таа пасивна енергија, односно агресија, во креативност и во комбинација со добра организација на работата и силна дисциплина да станат најразвиени и најмокни индустријски и економски земји во светот. Значи, имаме модел, не треба да измислуваме ништо револуционерно, само да го примениме на собствена кожа. Овој период кај нас, кога едната идеолошка матрица е Каин, а другата Авел, без оглед кој е кој е едниот, а кој е другиот, значи дали ВМРО е Каин, а СДСМ е Авел, и сите други кои што можат да влезат у склоп на овие пошироки матрици, тие мислат дека се меѓу себе смртни непријатели и дека мора да одат до крај во битката за превласт и меѓусебно истребување. Тука се работи за едно заборавање на тоа кои сме, односно веќе долго време тоа прашање не се поставува. Ние се бориме за надворешно признавање на идентитетот, а всушност самите имаме неразчистени дилеми и прашања во однос на себе си. Каин не се познава себе си, заради тоа не може да види дека Авел му е брат. Каин го мрази Авел и не може да го поднесе фактот дека му е брат и дека мора заедно да владаат со наследството од татко им. Сега има два модела за исход, односно за излез од моменталната ситуација. Каин,
тоест Авел ќе го убие Авел, тоест Каин, и ќе остане сам да владе. Заборавајќи дека крвта на братот е истата таа што тече низ неговите вени и дека неговиот син утре ќе биде негов брат. Значи, во перспектива на вечноста, ниту Каин, ниту Авел можат да бидат уништени, тие пак и пак ќе се раѓаат, зашто тоа е ген, а генот е вечен. Ја слушнавме приказната за манастирот, попат додека движевме кон Берово, разговаравме со повеќе луѓе, сретнавме повеќе луѓе кои што застанува на она место пред Велес, оставаа парички и велеа тоа е за верба. Што е вербата? Може, веројатно секој верник би можел да се измисли своја дефиниција. Така како што чувствува во срцето, така да каже. Но, да речеме најкратко, верата, значи, да се има однос со Бог. Меѓутоа може да се биде верен на разни работи во животот. Може да се биде верен на човек, може да се биде верен на татковина, на држава, на пријател, на животно. Значи, верата е релација со. Вашата релација овдека е повеќе од 10 години. Да, во овој манастир престојуваме околу 1 деценија. Значи, обновата на овој манастир е поврзана со обновата на пошироко на македонското, православно монаштво, кој што започна некаде во средината на 90-тите години со враќањето на двајцата монаси од Света Гора, владиката Наум и владиката Климен денес. Кога започна повеќе манастири низ цела Македонија да се обновуваат и да се населуваат со монаштво. Така да и овој манастир во тој контекст некаде околу 2000-та година со доаѓањето на неколку монахини од манастирот Велјуса во Струмичко заживеа како општежителен женски манастир и Беровскиот манастир е може би единствен на територијата на Македонија кој што во континуитет го има задржано женското монаштво. Значи, од моментот кога бил основан манастирот, некаде во средината на 19 век, па се до ден денес фактички тука живееле монахини, со тоа што бројката на калуѓерки варира низ историјата, а некаде пред Втората светска војна или тој период, почетокот на 20 век, достигнал, бројката била најголема, велат дека имало и до 100 монахини. Малку ми е чудно да бидам искрен, обично, барем мојата слика, не знам на другите, дека манастирите се некаде на страна, надвор, некој убав предел, некоја идила која што, да речеме, не е во градскиот метеж, во некаков спокој, некаков мир. Ова е, речи си, во средината на градот. Да, ова е малку специфичен манастир, но и тоа не е невообичаено, нели, за православната екумена. Постојат и такви манастири или таков тип на манастири, кои што биле заради потребите на христијанското население се граделе понекогаш и во самите градови. Но случајот со овој манастир не е баш таков, затоа што во времето кога е граден манастирот, Берово ги немало овие димензии што ги има денес, значи со тек на времето, тоа е околу век и половина,
градчето растело се повеќе и повеќе, така што на крајот не само што се поврзало со просторот на манастирот, туку излегло и надворот, нели, од таа граница. Не знам, затоа што мојот стереотип за монахот е некаква осаменост, затвореност, осаменост во смисол од оној другиот свет, во својот свет, во својата релација, во својата комуникација. Не знам, ја има ли таа димензија тука? Да, тоа е интересно размислување. Ја има таа димензија, но повторно би сакала да укажам дека таа изолација, нели, за која што велите дека е карактеристична за еден монах, значи не е толку битно да биде надворешно, туку битно е не да се биде изолиран од светот, туку да се биде изолиран, да речеме, од галама или од некој метеж, за да може да се постигне некој внатрешен мир, за да може да се слушне тишината. Нели? Зошто е туку затворена таа приказна од обичните луѓе? Се градат најразлични приказни, монасите се ова, не може да не комуницираат со средината. Па тоа е заради непознавањето, нели, незапознаеноста со тој феномен, затоа што едно од главните белези на христијанството е монашкиот живот или тој начин на практикување на христијанство, а она пак што е главен белег за монаштвото е исихазмот, односно практикувањето на внатрешната молитва на срцето, која што, како што рековте, нели, бара известна изолација или известно осамување. А друго е прашањето, нели, дали самата изолација, нели, како едно случување надворешно може автоматски, нели, да доведе до практикување на молитвата. Значи, потребно е нешто друго. Не е тоа некој битен предуслов, нели, за... Кој е редот? Редот е дисциплината, внатрешна дисциплина на себе познање, значи на следење на внатрешната состојба, на душата, на духот, и заради тоа подчинување, нели, на одреден ред, тоа е движење низ просторот и времето. А во манастирот тоа е организирано, нели, на соодреден типик, што значи станување во одредено време наутро, потоа посветување на молитва во црква, со служба и со литургија, која што исто, нели, си трае одредено време, потоа има, по зависност од монахот, има одредено послушание, и тоа е, нели, еден циклус кој што секојдневно се повторува и кој што е така востановен токму заради непречено одвивање на молитвата. Она што е главно за секој монах е Исусовата молитва, односно повторување на зборовите на молитвата заради спасение на целиот свет. Колку сум неверник ако не држам најстрого до тој ред? Значи, веројатно за било што да зборуваме, постојат секогаш нивоа на нештата, или, еве да речеме, внатрешна и надворешна страна, внатрешен и надворешен аспект на гледање, нели? Сега, ако зборуваме за надворешниот или формален ред, тогаш многу е лесно, нели, да видиме кои се неговите одредници и како тој ред да биде воспоставен и како да се, нели, почитува или да се следи. Ако зборуваме за внатрешниот ред, тогаш зборуваме за нешто сосема друго, нели? Значи, за внатрешниот душевен живот на човекот, каде што пред се треба да постои таков ред, и тоа во позитивна смисла, нели? Што
што значи следење на сопствениот внатрешен живот и тоа будно следење, значи со развивање на свесноста и со внимание и со познавање за тоа што внатре ни се случува. Да речеме, празникот што денес го славиме е најголемиот празник во христијанството и значи воскресение. Нели, воскреснување, го славиме Христовото воскресение, меѓутоа истовремено тоа значи, ако го погледнеме символички, дека се случува едно друго воскресение, а тоа е воскресение нели на љубовта и на позитивна енергија на човекот со која што тој преку благодата на Светиот Дух се стреми кон тоа да го прегрне целиот свет, нели, во една таква благодат и искрена, срдечна, позитивна енергија. Формата и суштината, денот Великден. На тој ред и неред. Значи, ако формата не е израз на никоја длабока суштина или на она што е суштина, тогаш формата може да представува некое здодевно повторување. И тогаш велиме дека, нели, така и е зборот, дека станува збор за формалност. И обично кога се повторуваат празниците циклично, нели? И тука ние можеме да речеме дека станува збор за некое формално, нели, повторување на нештата, но она што ги движи тие нешта по одреден ред, нели, е нешто што доаѓа од внатре, некаква суштина. Имено она што не само монахот, туку и било кој верник, а и не мора ни да е верник, треба постојано да го има, нели, на ум, како еден вид будност, е суштината која што е Бог или божествената реалност, која што е, ако може така да се каже, на дното на срцето човечко. Рековте како почнува денот и каков е денот на еден монах. Гледате ли телевизија? Понекогаш се случува, да. Како тоа изгледа отстрана од ваш агол? Сите оние дневни, вие го исчитавте во почетокот еден пристап, меѓутоа, ние се бркаме со времето постојано, со секундите во нашите емисии трчаме. Како ги гледате сите тие работи од страна? Нашето брзање и мислам и вашиот мир и спокој. Како едно големо реалити шоу се шегувам, но да, од аспект на загриженост или како да кажам, еден вид сочувство за тоа што се случува, нели, во светот. Од време на време не е лошо, нели, човек да има некаков пристап, некаква информација, нели, за таквиот тип на настани. И во тој контекст, нели, можеби доаѓа предвид никош да се дзирне пораката од ТВ екраните, но во суштина, нели, сега зависи од човек. Немаме потреба од тој начин на примање информации, затоа што информациите ги добиваме од еден друг извор, нели? Како што кажав пред малку и во контекст на празникот, а тоа е благодата на Светиот Дух. Ви пречи ли што можеби ТВ медиумот особено
на што во последно време се случува дека е далеку поголем, ако може така да го кажем, опијат или магнет за луѓето отколку што е еве да речеме да дојдат во црква и да одмолчат и да слушаат. Мислите дали е конкуренција на црквата? Не. Не сакав да го вулгаризирам на тоа ниво, меѓутоа да. Тоа е, значи, тоа е карактеристика на технолошкиот напредок што се случи како цивилизацијски скок нели во овие последни или во последниот век. Така да тоа јас не го гледам како некој недостаток, туку како придобивка на човештвото. А дали он се користи така како што треба и во добри сврхи, тоа е веќе друго прашање и затоа значи тоа е прашање, а одговорноста си ја сносат, да речеме, тие што управуваат со медиумите, така да тука не знам, ние може да размислуваме околу тоа, меѓутоа мислам дека не е важно. Дека се поредовни, да речеме, луѓето пред почетокот на серијата, што ја гледат дневно, да, тоа е веќе детерминизам на современиот начин на живот, нели? Значи, присуството на телевизорот во секојдневието на луѓето и навлекувањето на одреден шаблон, одредена матрица, нели? Ама мислам дека тоа е сериозно прашање кое што си бара посебно расчленување. Имено заради влијанијата, заради квалитетот на животот, заради комуникацијата, заради градење на некакви вредности и репери, мислев во тој аспект. Да, па тоа е веројатно едукативната функција што би имал медиумот и се обидувам да направам споредба помеѓу она што се нели 10 Божји заповеди, помеѓу разликата на доброто и злото и помеѓу влијанието на медиумот кој што го прави преку, ако сакате, и преку оние последни настани кои што ги имавме, што ни се случуваат на судствата, кои што се експлоатираат и кои што се земат како пример и се применуваат. Зборувам за моќта и за влијанието. Да, тоа постои, меѓутоа не треба тоа да се зема како репер или да се нагласува таа, како да кажам, негативна страна, условно да наречеме, на медиумите. Треба повеќе да се работи на позитивната. Значи на придобивките, а не на недостатоците да се отстрануваат. Дали е тоа можно е повторно друго прашање. Гледам дека, да речеме, еве, го работите вашето издание Премин, забележи дека има и портал. Колку е посетувано тоа? Колку ја имаме таа комуникација со оглед на присутноста на новите медиуми? Значи, овој начин на излегување на црквата во јавност кај нас е нешто што е доста ново, што постои Премин портал 5-6 години, да речеме, или Весникот исто 10 години. Значи, тоа е нешто што е во зародиш, но веќе зема залет и почнува да си игра својата улога, односно да биде еден вид, нели, поврзување меѓу верниците со црквата во тие насоки во кои што нели е потребно да се шири една блага вест за Христовото присуство во светот. Се трудиме да постои оној допир, нели, со човекот, кој што значи увид во секојдневието на луѓето, нели, и проблемите со кои што тие се среќаваат. Онлайн исповед или така нешто, како беше? Може ли за тоа нешто да... Па повторно, како и претходно тоа нели што во тој стил јас би одговорила, дека битна е суштината. Сега... Че користите лаптоп, имате интернет, користите мобилни
И значи доаѓаме до приказната дека можеме да дојдеме и до онлайн исповед. Па зошто да не? Ако таа исповед може да спаси некого, барем во моментот, тогаш... А која е сликата за еден црковен достоинственик? Суштината повторно на она што велите на еден црковен отец, како што и самото име, или кога ќе кажеме на старословенски малце се мистифицира, меѓутоа свештеникот е татко. Неговата улога е да биде татко на луѓето. Сите знаеме што значи татко. Татко значи љубов. Ако еден свештеник ја запазува оваа суштина, тогаш другото, мислам, само по себе не е толку битно. Односно сликата за која што вие. Имаме ли и такви слики? Има, како не? Да. Заради што? Заради Христос. И се враќаме повторно на тоа прашање, што е верата? Значи, верата во невидливиот Бог, кој што пак станува видлив преку овие квалитети на човекот. Љубовта, милоста, разбирањето. Само уште едно објаснување околу праведност. Знаете, обично велат Господ гледа се и зошто е неправеден кон мене? Некој кој ќе се најде во некоја ситуација. Јас сум честен, не го заслужувам тоа, зашто ми се случува мене тоа. Не е еднаков кон сите. Тоа е можеби најстарото прашање на човекот. Значи, архетипско прашање или нешто со кое што сите ние се соочуваме од детството. И некој општ или генерален одговор се разбира дека има, меѓутоа секој треба да си го одговори на свој начин и во секој случај да дојде до никаков одговор. Тоа што е битно од аспект на христијанство е дека Христос е Бог на милоста и Бог на љубовта, а не Бог на правдата. Значи, Стариот Завет е полн со тие приказни за исполнување на законот и правдата, додека Христос со своето доаѓање вели Стариот закон се исполни, со мене почнува Новиот Завет, кој што значи, ако во Стариот Завет беше нели око за око, зап за зап, Новиот значи прекинување на овој синџир, враќање на злото или било каква неправда, туку можење да се сврти другиот образ во моментот кога ќе добиеме удар. И мислам дека тоа е повеќе од важно да работиме и да вежбаме на тоа. Значи, нашата способност во мигот кога ќе ни зададат удар, не само да не се прашуваме зошто, туку да можеме да го свртиме другиот образ и со тоа да му покажеме на тој што не удира дека има начин омразата и агресијата да се канализираат не со враќање или со удирање, туку малку поинаку. Но за ова треба долга и упорна работа
на себе. Како да човек да остави во свет во кој што има многу повеќе кои што удират, отколку што има оние кои што го вртат другите. Ама тоа не е некој квантитет, нели ние не можеме да ги броиме колку се тие што удират. Се разбира дека е многу по-ретко и доблест да се успее во ова невраќање на злото. Но значи квантитетот не ни интересира, нели, колку е процентот од населението на планетава кој што, нели, задава удари и колку е ова или низ историјата. Не, во секојдневието мислам. Колку биле, кои од народите биле агресивни освојувачи, а кои биле, нели, налик на малите балкански, нели, народи кои што биле во улога на жртви. Што мислите за простувањето? Дали баш се може да се прости? Првата помисла ми беше дека мора. Значи... Обично луѓето велат да, христијански е да се простува, ама толку многу ми изгреши што не можам да му простам. Тоа треба да биде невозможна ситуација, значи, ова што го кажавте. Состојбата да не може да се прости, всушност е нешто што на секој начин треба да се избегне. Но тоа се учи. Значи, ние мора да го негуваме како култура. Културата на простувањето е многу битна за еден здрав психички живот на човекот, без разлика, нели, од која вера, од која нација, каква припадност и така натаму. Значи, тоа е некој негување на една внатрешна чистота, нели, на душата, бидејќи непростувањето значи да се собира или да се таложи одредена лутина, гнев или агресија во однос на нешто, а тоа е мачно и тешко да се носи како товар во душата. И од аспект на тоа е, нели, простувањето е нешто што е една... би требало да биде вообичаена терапија. Што е спокојот? Спокој значи постигнување на душевен баланс или тоа е основен предуслов за човек, например, да може да се моли. Спокојот доаѓа со спознавањето на себе. Значи, предпоставува работа на себе и преку таа работа на еден начин на усогласување на внатрешните спротивставености, да речеме на психички план, и достигнување на таа состојба на мир, за да може да се ужива во благодата на животот. Се чувствувате спокојни? Да. Се обидувам да направам, пак трнувам од, како ние велиме, обичен смртник, обичен човек кој ги поставува прашањата која ве гледаме во... Се чувствувате затворени тука или тие што се надвор се повеќе затворени? Тоа е прашање, значи, на слободата. А повторно тоа е нешто што е поврзано со внатрешниот живот на човекот. Слободата има, нели, надворешни обележја, меѓутоа многу се поважни овие внатрешните. Значи, човек може и во затвор да е слободен,
а може и на слобода да е затворен, нели? И првата асоциација во однос на слободата за мене е слободата на умот. Значи, ако е умот слободен од како да речем, од негативната енергија, ако е слободен од страстите, кои што го заробуваат во мрак, тогаш човекот не може да размислува слободно, туку размислува во одредена насока или погрешна насока или не размислува воопшто. А ако е слободен умот, тогаш тој е слободен да размислува, односно слободно да се движи. Значи не е битно дали не е битен просторот, не е битно времето, битно е светлината. Значи повторно во однос на слободата, прашањето што се поставува е мрак или светлина. Умот е слободен во кога се движи низ светлина, додека ова што е другото го заробува, да не може да мисли. Благодарам за разговорот. И јас благодарам. Христос воскресе. И најнакрај уште еднаш за многу години празниците, Христос воскресе, вистина воскресе, и гледајте ги репризите на Сител.com и ние магазин blogspot.com. Пријатно. Ние, македонците, како две или повеќе племиња, но во главном се работи изгледа за генерално за две страни, најпрво мораме и себе да се соединиме, да се помириме и да се прифатиме, па дури потоа да бараме другите тоа да го направат во однос на нас. Вака, стравот и несигурноста секогаш ќе бидат индикатори дека немаме внатрешен мир. А ако тој мир не е нашиот идентитет, тогаш што е идентитетот? И зошто не е некој друг идентитет?